Шумски пожари беснеат во поголемиот дел од Европа, а најтешко погодени се Франција, Грција, Шпанија и делови од Португалија. Екстремното топло време, сушата и силниот ветер беа причина за огромните пожари неконтролирано да се шират. Во Грција животот веќе го загубија тројца, а во Франција четворица пожарникари во битката со огнените стихии. Стотици илјади жители и туристи во Грција се евакуирани, а Европскиот координативен центар за реагирање во вонредни ситуации предупредува дека ризикот од нови пожари останува исклучително висок поради температурите кои во делови од континентот достигнуваат и над 40 степени. За среќа во Македонија засега нема поголеми пожари, но надлежните се во целосна подготвеност за брза реакција доколку се појави опасност од нови жаришта. Во текот на месец јули дневно имавме по најмалку 15 до 20 пожари на отворен простор. Пожари кои што воопшто не се за потценување. Секојдневно имаме по неколку пожари кои што имаа голем капацитет да се расшират во големи пожари на отворен простор и во шумски пожари, благодарение на брзиот почетен одговор на локалните пожарникари, а во повеќе наврати благодарение на 3 трактори на дирекцијата ги сечеме овие пожари, би рекол, во прва фаза пред истите да се расшират. Посебен акцент годинава ќе биде ставен на спречување на човечкиот фактор кој инатаму е најчеста причина за избувнување шумски пожари. Во моментов важи забраната за движење во шума која стапи во сила од 1 јули. Од Дирекцијата за заштита и спасување најавуваат засилена координација со сите надлежни институции, почести контроли на ризичните подрачја и апелираат граѓаните да бидат крајно внимателни при престој во природа, бидејќи и најмала невнимателност може да предизвика пожар со сериозни последици. Најголемиот дел од пожари се предизвикани од невнимание и од небрежност. Имаме и број на пожари кои што се злонамерни, предизвикани некогаш од криминални мотиви, некогаш од други мотиви, но тоа го очекуваме и ова лето и тоа е она што нас не плаши, кога ги подметнуваат намерно пожарите, а тоа минатото лето го имавме во повеќе случаи, тие се палат одеднаш на повеќе точки. Надлежните повторно апелираат секој што ќе забележи чат или пожар веднаш да ги извести службите. Велат дека токму на времената пријава и брзата реакција се најсилното оружје во спречувањето огнената стихија да се прошири и да предизвика поголеми материјални и еколошки штети. Според Европскиот информацијски систем за шумски пожари, само во земјите на Европската унија од почетокот на годинава до 22 јули изгореле повеќе од 254.000 хектари, што е значително над просекот за истиот период во последните 2 децении.